посетата на Брисел и пораките од таму разговараме со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Господин Николовски, добре дојдовте во студијата на Република. Добре најдов, благодарам на поканата, поздрав на сите што не гледаат и убав викенд да посекам. Така, а да почнеме од оно што е најактуелно. Како сте задоволни од посетата на Брисел? Имавме исклучително успешна посета. Посетата беше организирана од страна на Европската народна партија, тоа е најголемата партија во Европската унија, каде што ВМРО-ДПМН е член, и од фондацијата Конрад Аденауер, која што е официјалната фондација на најголемата партија во Германија ЦДУ, што мислам дека е една јасна порака, двонасочна порака, практично на паралелни шини што мислат најголемите политички структури за ВМРО-ДПМН. Мислам дека нема да е претенциозно ако кажам дека беше една промо посета во која што највисоките челници на Европската народна партија, понатака врвот на Европскиот парламент, луѓе од врвот на Европската комисија и Советот на Европската унија сакаат да се запознаат со претседателот на ВМРО-ДПМН и раководството на партијата, не дека ние не се познаваме, туку да се запознаат со визијата за следниот период, затоа што сакаат да знаат што ВМРО-ДПМН планира за следниот период, особено што на ВМРО-ДПМН се гледа како на партија која што ќе предводи следната македонска влада и во таа насока сакаат да ги чујат нашите политики, нашите планови, нашата визија за војнината. Ние два генерално пилари тука имаме, два сегменти офативме. Првиот е борбата со организираниот криминал и корупција и воведувањето на функционална правна држава, и вториот е подобрувањето на економијата, нешто што всушност го засега секој граѓанин во Македонија. Така, за економијата подоцна ќе и за борбата против организираниот криминал. На домашен терен СДС помина лидерската средба. Што претседател Мицковски се изјасни дека веќе тие двата услови негови веќе не се во игра, дека е сега единствено парламентарни избори се во игра. Па да, лидерската средба помина како што помина, односно видовме дека СДСМ влезе во таа лидерска средба со нечесни намери, влегоа со извртување и со лаги, но времето покажа дека манипулираат и дека лажат. Ние понудивме два концепти на таа лидерска средба, како да се заштити македонскиот национален идентитет од една страна, од друга страна да се отвори патот кон Европската унија. До денес СДСМ нема прифатено ни еден од тие два концепти и затоа веќе тие не се на маса, затоа што тие беа со временско ограничување, не може да важат неопределено и неограничено. И во моментов единствената опција која што стои на маса се предвремени парламентарни избори, затоа што Македонија е во една голема политичка криза и сериозна политичка поларизација, каде што единствениот начин да се излезе од оваа политичка криза и од оваа општествена и политичка поларизација се брзи предвремени избори на кои што граѓаните ќе кажат што мислат кој треба да ја води државата во следниот период и кон каде треба да се движи Македонија, дали треба да се движи кон продолжување на криминалот и корупцијата кои што секојдневно гледаме еруптираат во врвот на СДСМ и на ДУИ, или треба да се движи кон воспоставување на една силна битка со криминал и корупција и функционална правна држава. Тоа се двете разлики, двата концепти кои што ќе се судрат на избори, а се надевам дека тие избори ќе се случат ден поскоро и час поскоро. Верувате ли дека до крај по секоја цена ќе да го истераат мандатот до напред до следната година? Па нема логика, нити мислам дека имаат политички капацитет да ја издржат. Гледаме дека владата се распаѓа на дневна основа, така што не очекувам дека ќе успеат да го завршат мандатот. Ке се согласите ли со тоа дека медиумите под контрола на СДСМ совршено се обидоа да го изиграат она што се случуваше на лидерската средба, дека Мицковски наводно прифатил уставни измени, а она другото ако не им се слушаше или не сакаа? Па мислам дека се лоши спин доктори. Јас имав еден мој став 2 дена по лидерската средба токму за овие лоши спин доктори. Мислам дека го изведоа на многу лош начин и најдобар доказ ова што зборуваме дека на последните истражувања на јавното мислење кои што се направени по лидерската средба, ВМРО-ДПМН има и повисок рейтинг и Христијан Мицковски како личност има повисок рейтинг од тоа што имаше пред лидерската средба, што значи дека целата таа пропаганда, целата пропаганда им се врати како бумеранг, затоа што луѓето сватија дека се работи за класични лажни вести кои што беа
креирани двострано, од една страна тука точно беше машинеријата на СДСМ, од друга страна тука беа некои левичари кои што се представуваат како десничари и се обидуваат двете страни да направат притисок, но не само што не успеа, туку народот тоа го препозна и дава уште поголема поддршка на ВМРО да помине. Сега има нова лага, дека наводно германскиот канцелар Шолц кажал дека ова ќе бидат последни барања, дека нема да има нови барања, кој тој кажа дека не треба да има, што е сосема Видете, различно. тоа е демократски свет. Во демократски свет изјавите се даваат јавно, транспарентно, се достапни за секого, за медиумите. Било кој може да направи намерно лош превод, но има доволно писмени луѓе во оваа држава што може да направат вистински и реален превод и мислам дека и тука се види дека одат од лага во лага. Така што политиката на СДСМ и на Дуи моментов е сведена само на лажни вести, на спинови, на подметнувања, но тоа не поминува кај народот, туку им се смеат луѓето за таа работа. Еве, веќе сме месец јули. Пред година дена помина тој така наречен француски предлог. Година дена лажат дека имаат 80 претендици во собранието, ама година дена не го ставаат на гласање. Така што тоа е еден доказ за лажните вести кои што ги пласираат, се утепаат лажење година дена за работа која што не постои. Така, настрана од штетноста однесувањето на бугарите во Устав, што правиме со тоа? Сигурно нема да биде последно барање на Бугарија. Како тоа ќе го... Па не, јас сум убеден дека нема да е последно барање. После ќе биде, значи, Илинденски период, па Гоце Делчев, па Асман, па но тоа ќе биде... Значи, преку глава им е на луѓето од само уште ова. 30 години Македонија и македонецот слуша само уште ова. Првата промена на името 93-та година од Република Македонија во поранешна Југословенска Република Македонија беше таа славна реченица тоаш на Киро Глигоров дека ќе трае само 6 месеци. Гледаме дека не траеше 6 месеци. И од тогаш е само уште ова. Само уште името, само уште знамето, само уште уставот, па повторно знамето, па повторно името, претходно договорот за добрососедство со Бугарија, па нови условувања од Бугарија. На луѓето животот им почина, животот им помина во само уште ова, само уште ова. 30 години поминаа во само уште ова и преку глава ни е на сите и што е доста е, мора да се стави точка и да се знае дека тука завршуваат работите. А сите сме свесни дека Бугарија нема намера да стави точка и затоа ние треба да ја ставиме точката за еднаш за секогаш да се знае дека веќе попуштања нема. Така, председателот на Бугарија се обиде да продаде ефтина финта дека нема да имаат нови барања, освен тоа што е во преговарачката рамка, иако во не за све и договорот за добрососедство и историската комисија. Проблемот со таа преговарачка рамка и заклучоците на Советот на Европската унија е дека Бугарија може да ги интерпретира многу широко. Јавноста треба да знае дека таму покрај барањето за промена на уставот се ставени како дел и протоколите од работата на меѓуресорската комисија, меѓудржавна комисија за историја, која што може да се толкува многу широко, затоа што историјата е прашање кое што на Балканот секогаш е спорно, а Македонија може да се доведе во ситуација да на секои 6 месеци биде условувана. Например, доколку теоретски се заврши прашањето за уставот, што нема се завршено, велам теоретски, никој не гарантира дека за 6 до 12 месеци Бугарија нема да дојде и да рече или ќе признаете дека Гоце Делчев бил бугарин или нема да продолжите да преговарате со Европската унија. И после тоа да очекуваме истите овие кои што сега доаѓаат и велат до уставот ли дојде, да велат после тоа до Гоце Делчев ли дојде, а не е далеко од вистината ова што го зборувам, затоа што Стево Бендаровски како председател на Република Македонија, за жал, проба да игра со националната определба на Гоце Делчев, што е многу сериозно, затоа што е сепак председател на држава, без разлика што има 0,2% рейтинг и гледам криви му биле, уште марсовци не кажа дека му биле криви на едно интервју од пред неколку дена зашто има 0,2% рейтинг, но од позиција на председател на држава тоа го кажа и тоа е многу сериозна изјава, така што има спремни политичари на високи позиции на македонската политичка сцена да тргуваат и со тоа, сигурно за 6 до 12 месеци Бугарија ќе го побари. Затоа мора да ставиме точки да кажеме толку е, нема веќе продолжување напред. Клучно е промената на преговарачката рамка, билатералниот спор да не е во преговарачката рамка. Тоа го кажа и лидерот Мицковски.
Тоа е едната работа. Втората работа, апсолутно тука се слагам, немам што да додам. Втората работа е ние мора да добиеме силни гаранции, цврсти гаранции дека Бугарија ќе напушти политиката на вето. Затоа што дури и преговарачката рамка да е само по копенхашки критериуми, Бугарија како земја членка на Европската унија и без причина може да става вето секогаш кога ќе посака. Да, но едно е да стават вето за животна средина, друго е за Не, Едно е за копенхашките. Не зборувам за копенхашки критериуми. Бугарија може и без причина да става вето. Да. И затоа е клучно да ние како држава и како македонски народ добиеме цврсти гаранции дека Бугарија ќе напушти политиката на вето. Затоа што доколку Бугарија не ја напушти политиката за вето, македонското општество на секои 6 до 12 месеци ќе се соочува со нов политички шок кој што ќе биде произведен од Бугарија. Секогаш кога на било кој бугарски политичар ќе му паѓа рейтингот или на било која бугарска влада ќе паѓа рейтингот, или ќе се пред избори, или ќе се пред рушење или формирање на влада, најлесно ќе им е да го отворат македонското прашање и отворајќи го тоа македонско прашање, тие градат политички поени на нивна страна, но на наша страна се случуваат шокови во македонското општество и пред се кај македонскиот народ затоа што се удира директно во македонскиот национален идентитет, во самобитноста на македонската национална држава, во суштината на постоењето на засебниот македонски јазик, македонската историја и македонската култура. Тоа се основните столбови, темелите на независната македонска држава и тука ние не смееме да попуштиме затоа што еден столб ако се разниша, тогаш паѓа целокупното постоење на македонската држава и затоа ни се потребни цврсти и јасни гаранции дека Бугарија нема да продолжи да го користи ветото во овој момент. За жал, да бидам директен, такви јас не гледам. Но не е само Бугарија. Денови слушаме дека се поголем број амбасадори велат дека најголемиот проблем е корупцијата, не уставните измени. После изгледа ќе се остварат вашите кажувања дека дури да смениме уставот, Македонија нема да почне преговори поради корупцијата. Точно, добро сте забележале. Јас ќе ве вратам назад пред 5 години, во 2018 година. Тогаш постоеше една еуфорија околу Зоран Заев и неговата влада. Дојде на власт нели како што дојде, па потоа победи убедливо на локалните избори есента 2017 и се створи една еуфорија околу него. И пролета 2018 година се зборуваше за решение на спорот со Грција, поврзан со името, и за тоа дека Македонија ќе почне брзо преговори за членство со Европската унија. Јас тогаш излегов и реков дека дури и Зоран Заев да го реши спорот за името со Грција, како го реши е друго прашање, катастрофално, но тоаш не се знаеше решението. Реков, дури и да го реши спорот со Грција, нема Македонија да почне преговори за членство, се додека тој и оваа корумпирана влада на СДСМ и дуѓе на власт, затоа што ниеден европски политичар не сака да седне рамноправно на маса со друг политичар кој што е корумпиран, затоа што и тие луѓе имаат избори, имаат опозиција, која што може да ги скритикува, на крајот на денот и веруваат во тие вредности. Тоаш бев напаѓан дека тоа е научна фантастика, дека тоа го зборувам од динат, дека го зборувам затоа што сум политички љубоморен, но за жал, велам за жал затоа што ја сакам мојата држава да напредува, за жал после неколку месеци тоа се оствари. На 17 јуни Зоран Заев и Никола Димитров го потпишаа срамниот преспански договор, веќе на 29 јуни, само 12 дена подоцна, Европската унија не додели датум за почеток на преговори со Македонија. Сега тука има еден битен сегмент кој што се заборава во јавност. Што побара тогаш Европската унија од Македонија? Побара три работи кои што до денес не се решени. Првата работа која што ја побара е реформа на јавната администрација. Јавната администрација од година во година е се полоша, наместо да е подобра. Второ, побара реформа во безбедносните служби. Тие на хартија се случија изради подршка на ВМРО-ДПМН, но во пракса не се спроведуваат и продолжува праксата на злоупотреба на тајните служби. Всушност сме многу гласни ние за таа работа, а и председател на партијата Мицковски и јас лично сме под постојано следење од страна на тајните служби. И третата работа која што се побара беше битка со организираниот криминал и корупција на високо ниво. И се даде една година Македонија да ги заврши овие работи. После една година не Македонија да не ги заврши овие три работи, туку се случи аферата Рекет, каде што таа која што требаше да ја гони корупцијата, беше фатена со Луи Витон ташна со 1.000.000 евра внатре. И така
распрсна во наводници сонот на Македонија за почеток на преговори со Европската унија. Затоа што до денес овие прашања не се решени, неколку големи земји членки на Европската унија, тука не мислам на Германија, да бидам прецизен, сметаат дека Македонија не заслужува почеток на преговори со Европската унија и не прават никаков притисок врз Бугарија, да Бугарија отстапи од оваа политика, затоа што Бугарија има добар изговор да не треба тие да ставаат вето. Зошто го велам ова? Затоа што Бугарија е најслабата земја членка на Европската унија. Значи ние немаме проблем со најсилната. Да се поверува дека Бугарија има капацитет во да ни стави вето. Немаме ние проблем со најсилната земја членка на Европската унија, имаме проблем со најслабата земја членка на Европската унија. И многу повеќе Европската унија треба на Бугарија отколку што Бугарија треба на Европската унија. 2 години влада не можат да состават, сега имаат некаква привремена влада, да не се дотациите кои што Европска унија ги внесува во бугарскиот буџет, тие финансиски ќе колабираат. И дека некој мене може да ме убеди дека не можат да направат најголемите главни градови на земјите членки на Европската унија притисок врз Бугарија, јас во тоа не верувам. Доколку сакаат да се заврши работата, односно доколку сметаат дека Македонија заслужува почеток на преговори, верувајте, ќе ја решат работата за едно предпладне или едно попладне, ќе пуштате еден дипломатски тешкаш, ќе се сретне во Софија со кого треба да се сретне, нема потреба ни на преспивање да останува, вечерта ќе си е на вечера со фамилијата и ќе е завршена работата. Но затоа што Македонија тоне во криминал и корупција, во врвот на СДСМ и на ДУИ, тоа не се случува. Со влада на ВМРО-ДПМН, јас затоа велам државата може да се среди за 6 до 9 месеци, со една силна битка со организиран криминал и корупција и многу интензивна на самиот почеток на мандатот, верувајте дека имиџот на Македонија ќе се смени кај земјите членки на Европската унија и тие ќе почнат да прават притисок врз Бугарија, дека тоа Бугарија што го прави е неприфатливо. Всушност најдобар доказ за ова што го зборувам со години, а јас не го зборувам од памет, туку ми го кажуваат мои пријатели во главни градови на земји членки на Европска унија, не е тајна дека имам добри контакти, но најдобар доказ за ова што го зборувам се изјавите на неколку амбасадори на земји членки на Европската унија кои што веќе не се ни кријат за убави флоскули. Например, еден од нив рече дека промената на уставот нема врска со преговорите со Европската унија, затоа што Македонија имала 15 години да направи реформи, 15 години не ги прави реформи. Во меѓувреме миленичето на ЕУ Заев почна се заканува на амбасадори затоа што народ си кажува некој негов родина закрпил австријска фирма за 4 милиони. Тоа е смешна работа, јас го знам случај. Дури Австрија ќе ја тужел. По некоја случајност го знам добро случајот, се работи за Валандово, тоа е 4-та изборна единица каде што сум носител, каде што сум пратеник. Личноста која што се споменува е директор во комуналното претпријатие во Валандово, таму има градоначалник СДСМ, тој е и потпредседател на партијата и еден од најблиските луѓе на Зоран Заев. Така што тој ми е нив стил на функционирање и начин на функционирање. Прашите во Валандово, луѓето многу добро ќе ви кажат за што се работи и кои се луѓето. Како се смени работите од прием балови со Курц во Виена до ќе тужам Австрија? Се сменија на начин што тој продаваше приказна за себе каква што продаваше, но во меѓувреме се покажа правото лице. Ние цело време никаков аристократ стои на балов. Ние цело време го кажувавме неговото вистинско лице, на почеток нормално и домашната и меѓународна јавност не ни веруваше, но после тоа домашната многу брзо се увери за кого станува збор, а со време и меѓународната јавност се убеди. Јас да ве потсетам дека на почетокот на кампањата во 2020 година, среде корона криза, објавив дека негови бизнис пријатели и партнери имаат повлечено поврат на ДДВ од 6 милиони евра за 4 месеци, што се незамисливи суми, а исто така кажав дека тој и неговото семејство на крајот на кампањата тоа го кажав, имаат фирми регистрирани во Петрич на улица Гоце Делчев, случајно број 4, кои што фирми се во нивна собственост, а кои што не им се пријавени. Така што еве времето е најдобар доказ за сето ова. Мене и тој и брат му ме тужеа за клевета, одев на суд со двајцата, но еве времето покажа дека и за двајцата сум бил во право. Така, се ова покажува дека најголем проблем е во Македонија е корупцијата и организираниот криминал. Како ќе се изборите кога ќе дојдете во власт? Нема откаде, не знаете од каде да почнете, од самиот одгоре треба. Видете, многу едноставно е. Се почнува од врвот. Од врвот. Затоа што сега имате корупција од најниско до највисоко, од многу едноставна причина што кога било кој службеник кој што работи на шалтер гледа дека премиерот е корумпиран, дека претходниот премиер е корумпиран, дека лидерот на коалициониот партнер е корумпиран,
Тој вели, па вие ако можат милиони, ја можам едно кафе или една бомбонjera или 1000 денари да земам за полесно да го протуркам месецот и на тој начин се ствара корупцијата од најниско до највисоко. Но ударот се прави на највисокото. Јас често зборувам, например, дека како што има сега кокаин на македонските улици, немало никога што ги уништува македонските деца, но да бидеме директни и искрени. Не е проблем дилерот кој што го продава кокаинот на улица, проблем е тој кој што дозволил тој кокаин да влезе на граница. Така што вие ако удрите на врвот, тој долуѓе нема што да продава. Така што мора да се удри на врвот. Сметам дека Македонија има и добри закони и добро поставени институции. Не ни треба да трошиме време нити на менување на закони, нити на формирање на институции, туку треба само да постојниве институции се стават во погон, да им се даде слобода да работат, таму има одлични професионалци, да немаат политички притисок и верувајте за 6 до 9 месеци ќе се испорачаат резултати и може да почне Македонија да се средува. Така, дел од таа корупција и така наречениот клан Екметија. Видовме како неговиот внук купи трговски центар. Испитате ли каде им се пари? Еве него близок родина кажа дека до 2001 биле народски кажано голтари. Видете, треба актуелната власт и институции да испитат, но тие нема го направат тоа, да не се лажеме. Секако дека се ќе биде испитано и сите работи ќе бидат проверени. Ова е нешто што сега почнува да излегува, иако се знае во политичките кулари подолг временски период, а тоа е дека во врвот на СДСМ и на ДУИ скоро и да нема политичар кој што не е корумпиран. Тие кои што не се корумпирани, честните исклучоци, не се во раководствата на партиите, ги отстрануваат затоа што не им одговараат на друштвото и на начинот на функционирање. А може и обратно. Еве, ВМРО-ДПМН освои на локалните избори во октомври 2021 година 42 градоначалници. До денес се поминати повеќе од година и половина, во услови кога целата власт ја имаат СДСМ и ДУИ, со целосна контрола што ја имаат над обвинителство, полиција и така натака. До денес нема ни еден сомнеш, камоли истрага, обвинение или не боже судски процес за било кој градоначалник од ВМРО-ДПМН. Иако би биле многу среќни од СДСМ и од ДУИ да најдат. Но нема, затоа што луѓето работат честно и на тој начин... Иако оставија претходната власт празни каси, значи општините немаат Апсолутно, тоа го знаат сите граѓани, но на тој начин ние покажуваме дека може во Македонија да се работи поинаку и може да се работи честно, така што една добро организирана влада со честни луѓе на клучните позиции може да исчисти корупцијата, секако ќе треба да внимава и да не се искорумпира некој од актуелната влада, ќе треба и таму да има казна. Ова што е претходно направено да се испита и за мене се клучни финансиските истраги. Зошто велам се клучни финансиските истраги? Затоа што доколку не се влезе во трагата на парите, џабе некого ќе оказни судот година-две во затвор, доколку или условно или небитно, доколку не се влезе во трагата на парите и тие пари не се конфискуваат и не се вратат во буџетот. Затоа што основниот проблем со криминалот и корупцијата во Македонија е дека Македонија економски страда и заради тоа народот се иселува. Така што клучни треба да бидат финансиските истраги, да се види текот на парите и тие пари да се вратат во буџетот, односно кај граѓаните со цел да бидат употребени за граѓаните, а не за лично богатство. За овие ликови да бидат казнити потребно е непристрасно судство и обвинителство. Од Исламабази не можете ништо да очекувате. Таткото на Дрин му седи буквално на глава на една фотографија. Видете, јас мислам, ова е моје лично мислење, дека 90% од судиите и обвинителите во Македонија се одлични, 10% се проблем. Овие 90% може да работат во било која европска држава и да имаат одлични квалитети. Сушност тоа се гледа и со нашите представници кои што одат надвор, дали е тоа Греко, дали е Европскиот суд за човекови права, дали е меѓународното обвинителство во Хаг и така натака и така натака. Така што Македонија има врвни професионалци, но тие професионалци се во една лоша сенка на овие 10% кои што се или корумпирани, или политички мотивирани, или двете. Кога ќе се отстранат тие 10%, овие 90% верувајте ќе работат многу добро и многу успешно. Така, за крај да ве прашам за проектот Бектелка. Многу говорите за него, вадевте документи. Што се случува сега? Па видете, јас може би до сега сум единствен политичар на македонската политичка сцена, заедно со председателот на партијата Мицкоски, кој што имаше храброст да излезе во јавност и да презентира документи.
точно, до денес ништо не е демонтирано од тоа што сум го кажал, што е најдобар доказ дека од страв го класифицираа договорот, што е кривично дело, затоа што не можете комерцијален договор да класифицирате како државна тајна. Според мене се работи за финансиски штетен договор за Македонија, за договор кој што ќе ја чини Македонија многу, а во исто време голем прашалник е дали додека СДСМ и дојде на власт километар автопат ќе се изгради, затоа што еве јули месец дојде, го најавуваат од февруари месец до денес 117 зрна песок не се ставени, нели им исплатија 117 милиони евра, а камоли нешто да направат. Така што имајќи предвид колку се неспособни, јас мислам дека километар автопат нема да изградат, толку се неспособни што ни за себе не знаат да завршат работа. Еве зборувавме за криминал и корупција да бидам брутален. Така што тоа е следниот проблем на проектот. Првиот проблем е што мислам дека финансиски е прескап. Вториот проблем е што се од владата толку неспособни, на платени пари нема да видиме километар автопат додека се овие на власт. Нашиот план е да седнеме и да видиме кои опции ги имаме на маса. Една опција е раскинување на договорот, втора опција е да седнеме и да се договориме за реални цени во тој проект, затоа што политика на ВМРО-ДПМН е да прави проекти и да гради автопати и наместо, например, да се гради Гостивар, се извинувам, Тетово, Гостивар, Кичево, еден крак, втор крак да се гради Мешеишта, Струга, Ќафасан, трет крак да се гради Прилеп, Битола, да се изгради целиот автопат кон Битола, односно се изгради од Велес, преку Бабуна, Прилеп Битола и Битола грчка граница и на тој начин да се отвори Пелагонискиот регион и централна Македонија како срце на Македонија и на земјоделието, и на индустријата и каде што живее најголем дел од македонскиот народ. Така што можеме во истите средства да изградиме уште еден автопат и на тој начин да го видат бенефитот граѓаните. Господин Николовски, ви благодарам за интервјуто за Република и посакувам многу среќа во кариерата. Благодарам, беше задоволство, поздрав на сите што не гледаат и убав викенд.